Добро вечер. Владата од пообилниот социјален и идеолошки пакет на некаква рамнотежа на граѓанството и луѓето во Македонија го отвори и така речениот мој ДДВ. Судејќи по можноста на граѓанскиот форум оваа тема да предизвика најмногу внимание, зашто засега веројатно секој втор жител од државата, јас ќе ви дадам шанса на почетокот моите соговорници да ве упатат во темата со критичките обсервации и со симулациите како може да се вратат тие така очекувани 3000 евра на годишно ниво, дали тоа како што веќе има реакција една нова популистичка мерка, дали ќе преовлада кој има тој ќе троши, кој троши тој ќе добива, дали како што вели ВМРО ДПМН, ви ги читам веднаш за да влезете во филозофијата на можната конфронтација на ова реакција на граѓанството. Само 24 часа откако премиерот Заев и неговиот финансиски тим излегува со симулација и со апликацијата на каков начин ќе се враќа мој ДДВ. Во принцип, даношната политика никого не остава рамнодушни и секогаш има реакција од сите даношни обврзници. Овој пат е парадоксот. Тие што земаат и ќе вратат. Според првите пресметки се очекува од буџетот да бидат вратени на граѓанството или на даношните обврзници околу 50 милиони евра. Толку за воведот во оваа емисија. Мој вечерашни гости се Сања Лукаровска, директор на Управата за јавни приходи, професорот Петрески и советникот, даношниот советник Гацов. Добро вечер. Имате 2 минути да им објасните на граѓаните што тоа одеднаш не вознемирувате со мој ДДВ. Најпрви поздрав до гледачите и благодарам на поканата. Оваа реформа е долго најавувана уште во програмата на владата на СДСМ дека ќе ги вратиме парите назад кај граѓаните. Односно, ќе направиме поврат 15% на ДДВ за физичките лица кои што ќе важи и сметам дека е добро затоа што и државата и граѓаните добиваат со оваа реформа. Не губи никој. Најмногу ќе изгубат оние даночни обврзници кои што не се регистрирани за целите на ДДВ, односно го избегнуваат тоа законско право, и сите оние даночни обврзници кои што не издаваат фискални сметки, односно издаваат компјутерски сметки или маркери. Исто така придобивка од оваа реформа е тоа што секој граѓанин заедно со своето семејство ќе има една екстра плата плюс. Прва реформа во државата и на регионално ниво, кај која што граѓаните добиваат пари од државата, а не им се земаат пари. Мислам дека тоа е започет и дека треба да се даде шанса на оваа реформа да успее. Првичните реакции се секој пат такви за секоја нова реформа, па дури и за оваа. Значи, сега прво да разјасниме. Кој ќе претендира на мој ДДВ? Сите даночни обврзници, вклучувајќи ги пензионерите, сите, и оние кои не пријавуваат годишно ниво приходи и така натаму, или тие ќе бидат казнети? Критериумите по согласно новиот закон кој што треба да помине и во собраниска процедура, помина во владата. Во вторникот е тоа дека секое физичко лице кое што има навршено 15 години, кое што има и лична карта и кое што има своја собствена трансакцијска сметка. Се основните критериуми за да тоа физичко лице си го оствари правото на поврат на ДДВ. И исто така да биде регистриран во системот ПДД. Лукаровска, јас ја гледав симулацијата во која морам да ви признам и со моето самообразување не сум сигурен дали ќе успеам сето тоа како операција. Како тоа ќе се снајдат пензионерите? Дел од оние кои, иако во оваа сфера на дигиталност и писменост веќе напредуваме, што ќе им правите и како ќе им правите на луѓето сите да бидат еднакви достапни на ова мој ДДВ? Исто како што наидовме малку на отпор и при оној проект за предпополнетата годишна даночна пријава, меѓутоа сепак успеавме во краток временски рок да регистрираме 700.000 граѓани од нашата земја, со сите можни начини за да допреме до сите целни групи на граѓани.
Имаме 132 точки на кои што секое лице ќе може да ја скенира својата фискална сметка и врз основа на тоа да му се вратат назад парите. Дали тоа ќе биде преку паметни мобилни телефони кои што ќе постојат во сите организациони единици на управата за јавни приходи низ целата држава, баркод читачи исто така 35 имаме и плюс имаме и 10 киоск апарати кои што ќе ги презентираме на следната прес-конференција. Секој 10 дена некој да доаѓа во експозитурите за да ги користи паметните телефони и баркодовите. Видете, првично, кога ги теравме на некој начин, да кажам, граѓаните да се регистрираат во системот на ЕПД, тоа беше обврска, бидејќи мораше да го пријават данокот, односно да пријават колку имаат остварени приходи во тековната година. Овој пат ние им даваме едно право. Значи ги отвараме вратите и сакаме да им помогнеме за да можат се она кое што го имаат потрошено, дел од тоа да се го вратат назад. И затоа тука сме на располагање да помогнеме сите даночни службеници во управата за јавни приходи, имаме и мобилни даночни шалтери, достапни сме на мобилните телефони, 80 волонтери ќе има и сепак сметам дека ќе успееме во сето тоа. Замислата ни е убава и мислам дека ќе имаат и граѓаните бенефит. Не мислам, туку сум сигурна. Професор Петревски, постои ли ваква искуство во пазарна економија, особено во овие земји од кои ние учиме, а кон кои претендираме? Видете, јас пред се би сакал да кажам дека ова е, како што каже директорката, едно ветување на владата, кое што постоеше и во партиската програма, и верувам и во владината програма, и добро е што сега се исполнува. Еве 2 години откако е оваа влада, гледаме исполнување на ова ветување и тоа е добро затоа што неисполнетите ветувања создаваат големи разочарувања и тоа мислам дека еден период патиме како општество и сега е редно да видиме дека нешто што било некаде ставено на хартија го гледа белиот ден. Сега вие коректно во ведната изјава зачнавте во делот на сивата економија, можеби не го формулиравте така. Ако не се лажам, она што беше цел на ова, да ја наречеме реформа или мерка, беше сузбивање на сивата економија. И во тој дел мислам дека мерката е коректна. Постои веројатно кај мерката одреден потенцијал таа да сузбие некаков дел од сивата економија. Меѓутоа овој период кој што го спомнав од 2 години, веројатно можеше да биде искористен за да владата малку поуверливо настапи во овој дел и да не убеди колкав дел од сивата економија претендира мерката да сузбие. Па еве грубо да земеме дека според некои пресметки сивата економија е 20 до 30% од формалната економија, тоа значи некаде помеѓу 2,5 и 3,5 милиарди евра. Ако таа е неоданочена, и сега ако ја даночиме, да речеме, еве со некоја банална, би рекол, стапка од 10%, иако даночното оптоварување во просек е над 25%, ама да одиме со 10%, тоа се околу 300 милиони изгубени приходи од сивата економија. Ако меркава врати 50 милиони, тогаш е коректно да се спроведува, бидејќи ќе потроши 50 милиони. Сега, владата не понуди, да кажеме, било каква, барем некоја начелна, општа пресметка за тоа кој е потенцијалот на мерката. Испротивно кажано, ако сузбие 10 милиони од сивата економија, потроши 50, тогаш ќе биде нели трошокот што ми е повисок од придобивката, тоа не е добра мерка. Дали е тоа финансиски, економски потез или е идеолошки потез? Сега тоа е вториот дел за кој што, бидејќи ме наведувате натаму, ќе продискутирам. Идеолошката матрица на програмата и на партиската и сега на владината е нели социјална правда. Тоа меѓу другото значи дека повеќе ќе земаме од оние што имаат повеќе и ќе даваме кон оние што имаат потреба повеќе. Значи од подоходовните слоеви кон посиромашните слоеви, што нели како дебата беше многу актуелна во претходниот период со прогресивното даночување и тоа е во ред, тоа е легитимно. Ама сега да видиме што прави оваа мерка. Оваа мерка вели дека тој што троши повеќе, ќе му се врати повеќе. Што е нормално, затоа што е изразена како проценти, значи 15% од финалната потрошувачка на физичките лица. И покрај сите оние плафони кои што се ставени, таа сепак ќе го прави ова. Значи повеќе ќе враќа кај тие што повеќе трошат. Дополнителен еден момент, тоа е да речеме детал, меѓутоа не мислам дека е небитен, е тоа што знаеме во, да кажам, во истражувачката работа дека
посиромашните слоеви поголем дел од буџетот го трошат за храна. Колку е ДДВ-то на храна? На најголем дел е 5%. Значи, кога ќе пресметате 15% на 5%, тоа испаѓа некоја сума која што е мала или занемарлива. Сега, јас ке сакав да слушнам од министерот за финансија, може би од директорката на УЈП, како идеолошки се вклопува ваквата мерка во целата таа идеолошка матрица која што е пропагирана. Гацо, вие сте непосреден даночен советник. Дали и денеска гледам на вашиот Facebook профил, направивте една симулација на пресметките и морам да ви кажам дека не се толку оптимистички најавите дека ќе се постигне ефектот на така наречен социјален баланс. Ако е ова што го читам, дека треба за да добиеме 500 евра или 28.000 денари, во провинција треба да се потрошат 17.000 евра. Под услов, нели, некој, ако е и 5%, нели, главно треба и дури до 60.000 евра. Кој тоа може во Македонија? Да го направи и дали ќе се постигнат ефектите на очекувањето на социјалниот и економскиот баланс? Прво, ние оваа мерка ја очекувавме. Знаевме дека владата ќе ја донесе, спомна и Маријан и директорката дека беше најавена во програмата. Таква како што е осмислена, мерката нема пред се социјални димензии, социјални ефекти како цел за постигнување. Индиректно секако, затоа што повеќе собраниот данок во буџетот се разбира дека може да се искористи за социјални ефекти, за покривање на некакви социјални трансфери и така натаму. Самата мерка не постои друг механизам, инаку би било премногу сегрегирање. Значи, ако правиме такви поделби на побогатите помалку, на посиромашите повеќе и така натаму, може да се претвори во контраефект, да стане пресложена мерката. За сега мерката е едноставна, дава шанса на сите еднаква. Се разбира дека оние што трошат повеќе ќе враќаат повеќе. Таква е мерката. Значи, кажав, не е сама по себе социјална. Во пресметката јас кажав, маргинални се дадени пресметките, ако само враќате по 5%, дека треба 3 милиона и нешто денари да потрошите и 800. Ај уште еднаш направите целата филозофија наспроти просечните плати, заработувачката во која меѓу 7 и 10% имаат над 1000 евра по човек, семејство, вкупен приходи и така натаму. Какви би биле симулации? Јас ова што ми го побаравте, веројатно магистарска треба да пишувам. Значи, можам за овие потреби. Јас таму прилично сложено, зашто некои реагираат, што ви значи ова, што ви значи ова. Во праксата ќе се случуваат миксови. Значи, дел ќе враќаат од производи од 5, дел од 18, помалку потрошени, повеќе потрошени. Маргиналните износи се важни. Добро. За тромесече, по едно лице, 1800 денари максимално може да вратите. Тоа е идеален случај. Многу често не може да го остварите. На ниво на фамилија, 4-члено семејство, нели, 28.800. Меѓутоа и тоа нема да го остварувате до крај. Кога од државата сте добивале нешто назад? Ние и така сме трошали, така сме купувале леп, млеко, не знам, производи за широка потрошувачка, да дадеме шанса сега ние граѓаните да контролираме дали издаваат фискални сметки продавачите. Затоа што самиот чин издавање на фискални сметки, економијата побелува до крај. Чекате. Немојте да не доведете во ситуација ние да бидеме даночни инспектори. Тоа што даночните инспектори, даночната управа не уме, не сака, не може да го направи, ние не можеме како потрошувачи тоа да го направи. Никој не го бара тоа од нас. Добро. Значи, во ваш и во мој и во интерес на Маријан, предпоставуваме на директорката на управата е во сега да земеме фискални сметки, затоа што тоа ќе ни даде шанса во текот на месецот барем кафето да го пиеме на товар на државата. Затоа не гледам зошто оваа мерка може да биде со некакви негативни последици. Дали е популистичка, денеска реко со тоа се занимаваат луѓето, секако дека е. Која влада не сака со луѓето со несо добро и на тоа да собира политички поени? Се бајле на утринско кафе, обично кога шетам, ме сретнува пензионер, вика, и сега ја правам симулација, еве, ја критикувам власта, ефтино ве купува. Си будала, вика, 1000 денара некој пензионер да добие поврат е за него сатисфакција и социјална и некаква морална или на крајот што да пе и економска.
и ја останав зинат. Па јас дури би рекол и линкување меѓу граѓаните и државата. Со заедничко чувство. Ова мерка е заедничка. Јас заради себе, ама и заради вас, а вие на мене назад. Отприлика така некако јас ова го чувствувам како заеднички пристап за повеќе собирање на приходи во буџетот. Се разбира кои ќе бидат погодени, во една реченица кажа директорката на управата, оние што продавале без да издаваат фискални сметки. Нема да бидат интересни на пазарот. Ама постои една друга опасност, не знам, претпоставам да управата е воочена, кога вие ќе дојдете и ќе ми побарате фискална, јас сум продавачот, се ставам во лоша улога, ќе ви речам, па добро, 2,7 е максимум што може да го остварите на вкупната цена како поврат од државата. Ќе ви дадам попуст од 5%, ама да не ви издадам фискална. Тука е улогата на управата и на пазарната инспекција. Тоа е нивна работа, не е фината наша. варијанта. Грубата варијанта е кога ќе му кажете доста ми даваш од компјутер сметки, дај ми фискална, ќе ти избрка од сред ручек, може и тоа да ви се случи. Лукаревска, дали сте подготвени на сите овие ризици, зашто ова е всушност за прв пат државата да враќа во Македонија. Во Македонија, не зборам за Европа. После ќе ги прашам и сите ќе ги прашам дали ми се чини дека можеби не требаше да го земе западниот модел на годишните приви, кога има паушали во намалувањето на оданочувањето за одредени професии, за одредени за фаќења и така натаму. Се определивте на ваков начин. Вие мислите дека јас ќе бидам даночен инспектор? Прво сакам да расчистиме. Ајде. Дали оваа мерка е добра или не? Не, ја не ја коментирам мерката. Ќе ги коментираат граѓаните, да. Како што зборува и господата, значи за прв пат враќаме пари кај граѓаните. Ние сме максимално подготвени, направивме една лесна апликација на која што секој оној кој што веќе се регистрирал во ЕПДД системот, ќе може многу полесно низ чекорите да поминува. И тоа што ќе го прави со скенирање, и таа е навистина многу лесна операција. Доколку некој не се регистрирал, стоиме тука, на секој шалтер, во секој град, во секој населено место, да му помогнеме. Во овој дел што зборувавте за тоа дека кога одите некаде да купувате и продавачот ќе ви каже ќе ти дадам попуст, не ми баре фискална сметка. Токму тој попуст е она кое што треба да го вратиме ние како држава, како државна институција која што ќе го излееме од буџетот да го вратиме кај граѓаните. Сега самиот граѓанин нека процени дали сака да земе пари или пак сака да му овозможи на својот прв комшија каде што купува да продолжи и понатаму да затајува данок. Малку како да кажам, во партнерски однос сега ние сакаме да бидеме управата и граѓаните во делот тоа што го кажавте даночни инспектори. Бидејќи и сега секој граѓанин е на некој начин даночен инспектор, затоа што ни пријавуваат на 198, затоа што ни праќаат анонимни представки, затоа што лично кај секој колега кај нас препраќаат компјутерски сметки каде што им издаваат. Така да само сега многу пософистицирано и на некој начин заеднички ќе се бориме против сивата економија. Ова е само еден мал сегмент од таа целокупна борба, бидејќи направена е соодветна стратегија за формализирање на неформалната економија. И тоа кога ќе го надополниме со овој проект, јас сметам дека од година во година сепак процентот на сивата економија ќе се намалува. Меѓутоа, треба да се освестиме на некој начин и да дадеме шанса на секоја реформа која што ќе овозможни полн буџет и висок стандард. Го начнава сега ве прашам, дали во комплексот на мерките околу фискалната политика и даночната политика не размислувавме овој западен модел да го земеме. Во пријавата на годишните приходи има стапки на така наречено олеснување или намалување на даночните зафаќања. Апсолутно, тоа е дебата која што се отвори во текот на дебатата околу прогресивното оданочување. Значи, еве, да речеме дека тоа како модел го прифаќаме, така, меѓутоа и се споредуваме со развиените земји, скандинавските земји, Германија и така натаму. Меѓутоа, ако погледнеме во нивните системи, има уште мал милион такви детали кои што поттикнуваат, даваат различни видови поттикнување, на пример, зависно од структурата на семејството, вие добивате определено даночно леснување, зависно дали вашите деца одат во училиште, во градинка и така натаму.
И мислам дека таа дебата е соодветна на дебатата за прогресивното даночување, околу која се крена многу прашина. И мислам дека сето тоа ќе беше многу потивко ако истовремено со воведувањето на прогресивниот данок разговаравме за таков вид даночно леснување. И дури тогаш ќе можевме да речеме добро, еве во дизајнот ние сме слични таму на земите до кои што сакаме да стигнеме како скандинавските земји и Ќе се вратиме на прогресивното даночување зашто тоа е составен дел на целиот овој комент. Гацо, вие што мислите? Ово се национални даночни политики. Секоја земја бира свој правец на движење во кај даноците, начин на зафаќање, кои категории и така натаму. Во екс-ју републиките имате земји од типот на Хрватска и Словенија каде што има даночно ослободување за издржувани деца. Значи се зголема ослободувањето колку повеќе деца имате, да кажем. Меѓутоа еве да споменеме дека стапката на даночување во Словенија е од 16 до 50%. Во Хрватска е од 24 до 36%. Во Босна и Херцеговина, да кажеме зашто велам даноци се национална работа, данокот на добивка е 10%, мал како и нашиот. Кога ќе ги додадете сите парафискални давачки кои што не се викаат даноци, 25% е ефективното даночување. Значи приказна за мали деца е 10% данок во БИХ. Зборам во Федерацијата, во Република Српска не сум истражувал, не сум гледал. Затоа ако споредиме со регионот, Република Македонија има прилично мек даночен систем, гледано од аспект на даночните обврзници. Но еден друг факт треба постојано да ги имаме на ум, ние премногу трошиме во однос на тоа колку заработуваме. Зборам како држава, како јавни финансии. Тоа се прашање за кое тука Тердовски требаше да дојде и ова. Кажете ми, какви се ефектите со зафаќањето наплата на даноците? Добро ви е наплатата на даноците? Да. Колку изнесува сега, например? Професор Петерски вели 30% е сивата економија, што значи не е најсјајна. Меѓутоа, секој пат сме нависна на планот, согласно на нашите месечни интерни пресметки и проекции кои што ги правиме во управата за јавни приходи. Тоа значи дека 30% сива економија ви е вкалкулирана во буџетската политика? Не, тие 30% ни се рак рана која што секојдневно ја лечиме и сакаме да ја излечиме. Меѓутоа ќе оди многу тешко. Добро. Сепак се трудиме. Поштовани гледачи, Лукаровска, професорот Петревски и даночниот советник Гацов се гости и мои ваши, се разбира во рамките на Граѓанскиот форум. ЕПП се враќаме назад со уште малку воведи, а потоа вие допрашувајте ги луѓето кои знаат многу повеќе од мене. Добро познатиот вкус на пелистерка, збогатен со совршена комбинација на сладкост и горчина на кинин. Пелистерка тоник. Идеална доза сладка горчина. Прилагодувајќи се кон потребите на своите купувачи, Кристина Дамил ги состави италијанските брендови Natuzzi Editions, Caligaris и Ego Italiano на едно место. Нивните производи со својот модерен дизајн, висок квалитет и удобност се достапни во ексклузивниот салон за мебел, лоциран на булевар Ѓорче Петров 146 во Скопје. Намената на мебелот е да ви пружи задоволство. Дозволете да ви го возможиме тоа. Добро познатиот вкус на пелистерка, збогатен со свежина на лимета и мирис на мента. Пелистерка Мохито. Идеална доза екзотика. Супер понуда за супер недела во Тинекс. Кравји кашкавал Маестро 1 кг, 255 денари плюс 50 поени. Млеко Бимилк 1 литар, 40 денари плюс 30 поени. Крем Takovo 300 грама, 58 денари плюс 50 поени. И омекнувач за алишта Дуел 1900 мл, 141 денар плюс 100 поени на вашата поен плюс картичка. 25 години инспирирани од вас. Тинекс. Јас сум тука, кога животот е убав и те обзема љубов. Кога со радост зборуваш, а
уште посладко молчиш. Кога затвораш очи. Кога брзаш. Кога љубиш. Роса. Секогаш со тебе. Здраво, драги гледачи! Јас сум само една од добрите бактерии во Диа-100 пробио. Соодветен при патувања, употреба на антибиотици, при диарија и надуеност. Диа-100 пробио за вашите стомачни тегоби од алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Сите ваши сметки и плаќања на едно место и со еден допир. Бесплатно мобилно банкарство. Евростандард банка. Секогаш на дланка. Само за вас, од 10 до 23 јуни, купувајте со Поен Плюс картичката на Тинекс и добијте 3 пати повеќе. Новосадска салама 1 килограм, 199 денари, плюс 50 поени. Екстра сладолед, 99 денари, плюс 100 поени. Пиво Мулер 500 мл, 36 денари, плюс 40 поени на вашата Поен Плюс картичка. 25 години инспирирани од вас. Тинекс. За вашето осигурување не размислувате често, но секој ден живеете со спокојот што ви го дава. Осигурете ги вашето здравје, домот и автомобилот и заштетете до 40% со новиот пакет Триглав Комплет Плюс. Триглав осигурување. Државата под слоганот мој ДДВ ќе враќа дел од средствата што ние како потрошувачи ќе ги користиме во услови на пазарнава економија. Пред да влезам со уште малку симулација, во Кареска 50 милиона така лесно може да ги најдеме од буџетот да ги вратиме на држава, да ги вратиме на даночните обврзници. Ке вршите ребаланс сега на буџетот? Тоа значи дека штом враќаме ДДВ и штом се издаваат редовно фискални сметки, ќе се качи и на платата на ДДВ-то. Тоа сето ќе биде избалансирано. Постоја ли други модели на така наречениот социјален баланс во општата социјална политика преку фискалната политика? Освен ова за која сега разговаравме, западните модели и така натаму. Наидовте и ако ја следам реакции на Finance Think и така натаму, дека ефектите од даночните зафаќања преку прогресивниот данок се ни горе ни доле. Значи, за да добиеме 28 милиони очекувани од дополнителните даночни зафаќања за оние што остваруваат над 1 милион приходи, се доведовме во ситуација да размислуваме во овој работен екзодус да ни отидат и другите луѓе токму заради оваа даночна политика. Втората димензија, се повеќе се зборува јавно дека многу од овие компании врз основа на персонални решенија отвараат сметки во соседните земји. Показателите кои што ги имаме ние, статистичките податоци кажуваат дека имаме зголемување на наплатата на персоналниот данок. Тенденцијата која што имавме како влада, како министерство, како управа за јавни приходи, дека ова оданочување е праведно оданочување. Сакавме да ја вратиме средната класа. Таа е тенденцијата. Богатите да плаќаат повеќе, сиромашните да плаќаат помалку. Исто и сега сметам, и со оваа реформа, и со мој ДДВ, лимитот на годишно ниво е 28.800 денари, кој што ќе се врати некој плата. Исто така, кажавме дека секоја сметка над 30.000 денари, системот не може да ја прифати. А таков луксус може да си дозволат само богатите. Напоменавме тоа дека начелото на праведност ќе не води во спроведувањето на целата оваа реформа за враќање на ДДВ кај физичките лица.
Битно е да се почне од некаде. И верувам, како што и тој пример што го кажавте и вие за пензионерот, дека 1000 денари навистина многу значат за секого. Добро, вие се фатите за моето промо, што на начин... Не, видете, во јавност јас гледам дека има и позитивни и негативни реакции. Денеска ќе ви читам репрезентативниот Finance Think. Вели, едно семејство да добие максимален поврат од 28.000 годишно треба да потроши околу 20.000 евра. Од друга страна, пак најсиромашните домакинства ќе вратат само 738 денари. Семејство кое нема автомобил, што троши месечно 33.000 денари, околу 500 евра, ќе може да очекува поврат на ДДВ од 172 евра за една година или околу 10.000 денари. Тоа е ефектот. Ефектот е да ги вратиме парите кај граѓаните. Тоа е ефектот. Ефектот е заеднички и државата и граѓаните да имаат бенефит. Овие сите математички операции кои што ги слушаме се така како што се, согласно сите оние алгоритми кои што ги имаме и ние предвидено во нашата работа. Меѓутоа, сите бројки кои што се дел од оваа реформа се направени врз основа на испитување кои што ги правеше Министерството за финансии, Државниот завод за статистика, по нивна процентуална ситуација и исто така и управата за јавни приходи врз основа на податоците кои што ги добиваме на годишно ниво од фискалните каси. Да пробаме да дадеме шанса на реформата, ако биде максимално успешна, можеби од 15 па да се крене повисоко процентот. Меѓутоа, сепак кажав и на почетокот, секоја реформа не идува на отпор. Да пробаме да видиме. Ние очекуваме дека нашите организациони единици ќе бидат преплавени од физички лица. Меѓутоа, тоа е и целта. Дека навистина физичките лица бараат да им се издаваат фискални сметки, а не веќе да постојат компјутерски сметки кои што се бориме постојано да ги искоренеме на некој начин од општественото. Него прашувам професорот Петревски нова релација заради релациите со Петревска. Затоа вас ќе прашам, овие симулации кои ги прави Finance Think се реални? Апсолутно. Предпоставам дека користат извори од Државниот завод за статистика, тоа ќе биде балансот на меѓу сиромашните и богатите? Пак, ова што го спомна директорката дека има граничник 30.000 по сметка, 28.800 е граничник за богатите. Значи само тие како фамилија не може да остварат повеќе сиромасите и така не може да дојдат до тоа во наводници сиромасите. Така да има граничници што не им дават преголемо право на пребогатите. Меѓутоа интересно е тука, не знам дали го поентирав ова, не се сеќавам на почетокот, дека ова право нема да следува на така начините комунални сметки, кои учествуваат во значаен дел во тие кошнички пресметки и така натаму. Значи тоа ако се има во предвид, ги граѓаните треба да го знаат. Јас во нацрт текстот на законот го забележав како исклучок, а меѓутоа ќе направена резерва, не забележав за бензините дали важи. Кажете, кои сметки, еве тоа гачо долу, кои сметки треба да ги чуваме ние како граѓани? Храна, бензин, објаснете од ова се што имаме, кажете што треба да чуваме. Освен оние комунални услуги, бидејќи таму не добиваме фискална сметка, туку таму одиме со фактури. Се останато треба да го чуваме. Што е до 30.000 денари? Тука го поврзувавме тоа 30.000 денари да објаснам на граѓаните, затоа што законот за борба против перењето пари и финансирање на тероризам кажува дека до 30.000, значи до 500 евра смее да плаќаме во готово. И тука сето тоа се одействуваше дека и лимитот го ставивме на 30.000 денари. Доколку некој, да речеме, купи телевизор кој што чини 27.000 денари, а сака да го купи на рати, тогаш таа фискална веднаш треба да ја скенира, бидејќи односот на ратите е однос помеѓу купувачот и банката. И тука ние не се мешаме. Имаше една таква дилема и во јавноста и стигнуваат и прашања и кај нас, па сакам и ова да го разјаснам. Што значи ако има на рати, треба веднаш целата сметка да ја покажеме. Таа е целата сметка, добро, да. Петревски против Петровска. Не, еве ќе се придржувам тоа што велите да не коментирам на тоа, ама друго ќе коментирам сега. Моменталната дебата ја водиме заради нешто друго.
Легитимна е целта на владата да врати пари кај граѓаните на еден или друг начин. Сега мерката дали има популистички елементи и така натаму, тоа е друга дискусија, не навлегувам во тоа, меѓутоа намерата да се вратат парите кај граѓаните е легитимна и тоа го почитувам, ама дискусијава ја водиме заради нешто друго. Затоа што иницијалното ветување за оваа мерка беше дека секое семејство ќе добие во просек 30.000 денари. Коригирајте ме ако грешам. А сега веќе зборуваме дека тоа е максимумот што може да го доби. Значи просечно семејство ќе добие многу помалку, како што вие таму дискутиравте. Сега, ако од самиот почеток беше, да кажеме, ветувањето и дизајнот на мерката во вакви реалистични рамки, какви што сега ги гледаме, значи во мерката која што ни е представена, тоа мислам дека немаше да водиме ваква дебата колку може да се добие и што може да се добие, односно ќе се сведеше на тоа дека голем дел од граѓаните ќе беа задоволни и со 1.000, 5.000, 10.000 денари. Легитимна е дискусијата затоа што како да кажам, сите ние се опаривме од прогресивното одоночување. Владата немаше на одреден начин слух на критиките кои најдува дека таквото прогресивно одоночување може да зафати еден значаен дел на креативна работна сила која денеска ни е неопходна и потребна. И затоа мислам дека сега треба да разговараме меѓу другото и за ефектите, дефектите на оваа мерка. Дали сте убедени дека ова може да го реализирате и дали сте подготвени да го реализирате ова? Убедени сме и подготвени сме. Меѓутоа, ќе ни треба помош најпрвин од граѓаните, од вас, сите како физички лица. Добро, поштовани гледачи, од овој момент мислам дека го имате насловот, можете и да ги прашувате. Уште еднаш подсетувам Гацов, данечен советник, професор Петрески и директорката на УЕПА Лукареска. Се мои вечерашни, од овој момент се и ваши гости, за да навлеземе во комплексот на овие мерки околу фискалната политика. Што значеше вашата реакција околу проценката, какви се ефектите од прогресивното одоночување? Плюс, минус, како рековте? Прво не би рекол дека беше тоа реакција, тоа беше студија која што имаше за цел да ги процени првите раните ефекти од прогресивниот данок, нели тоа викаме ние во економистите и истражувачите прелиминарни ефекти, затоа што е многу рано за да се проценуваат некои темелни, да речам, ефекти на среден рок. Така што студијата го правеше тоа, значи врз основа на една симулација квантитативна, во квалитативниот дел разговаравме со работодавачи, со работници, вработени кои што се засегнати од мерката. Сега вака во кратки црти симулацијата покажа дека ефектите од прогресивното одоночување се позитивни, меѓутоа се многу мали. Кога велам позитивни, тоа го поврзуваме со целта која што беше кажана од владата. Значи целта на таа реформа беше да се намали доходната нееднаквост во земјата и во таа смисла, значи реформата е позитивна, си ја врши својата улога, меѓутоа ефектот е многу мал и очекувано е да е многу мал, затоа што и зафаќањето е мало, значи 18% стапка на данок на личен доход на доход кој што надминува 90.000 денари, што според податоците што ги даде Министерството уште од прилика пред 2 години го зафаќа најдоходовниот 1% од населението. Сега во вториот дел се исто така интересни заклучоците, каде што и работодавачите и вработените кои што се засегнати, никој не вели, односно постоеше еден општ консензус дека тоа ниту го променило нивниот животен стандард, ниту тие, да кажам, тоа го осетиле на значаен начин. Меѓутоа реакцијата беше главно во делот на ненадејноста на реформата. Се зборуваше и пред тоа за прогресивното одоночување, меѓутоа конкретниот дизајн на реформата беше објавен на почетокот на ноември со стапување во сила на законот од 1 јануари. И сега тука се создаде тензија каде што се остави впечаток, меѓутоа и реално беше така дека отсуствуваше еден поширок консултативен процес. Нели, тука главно најгласни во тој дел
беа стопанските комори, значи бизнисот. Веројатно ако нив им се оставеше некој, да кажеме, поширок форум каде што ќе дебатираат, пак тоа ќе поминеше во иста форма, само без многу врева што се дигна во јавноста. Како се вашите проценки? Само уште една реченица, ако дозволите, повеќе психолошки негативен ефект наметна реформата, отколку реален економски, дури ви реков економскиот е позитивен, а овој психолошкиот е апсолутно сврзан со политичката цена која што мислам дека е висока. Добро. Какви се ефектите од прогресивното данъчување? Какви наспроти критиките, балансот, сомневањето дека од еден степен овие девијации дека сега се отвараат сметки надвор, се пренасочуваат повторно кешот е во игра? Владата не случајно прогресивното доначување го нарече праведно доначување. Очигледно беше намерата дека се поентира на поентата побогатите повеќе, па од таму да прераспределиме на посиромашните. Посиромашните овие ефекти ќе ги почувствуваат дури сега со оние закони за социјална заштита и така натаму еден пакет кој што беше донесен од Министерството за болја на вистина, оваа влада укина радиодифузија, ефтина тарифа, минималната плата просечна. Ако почнам вака, ќе ви направам ЕПП, ама не сакам да продолжам, повелете. Меѓутоа во контекст на тоа дека прогресивното доначување ќе даде некакви многу високи ефекти во буџетот, сигурно нема, а и проекцијата е таква. 20 и кусур милиона евра, што за оваа држава и не е многу пари. Поентата е дека од побогатите се зема повеќе. Но што не направи оваа влада, што го пишува во програмата? Прво, не го тргна граничниот износ за пресметување на придонесите. Тие во програмата рекоа ќе тргнеме граници горни, придонеси ќе пресметуваме до крајот на платите. Колку што се максимални со полни стапки, целосно да земеме од тие плати. Тоа е ветувањето, тоа треба да се реализира. И второ, едно ветување што е настрано од овие даноци на доход, кај даноците на имот најаве изголемување за 0,1% поен на данокот на имот. Зошто е тоа многу важно? Сега јас малку ве тргам од оваа тема. Нема градоначалник кај вас, градоначалниците вчера, завчера, не знам кога беа со некоја емисија, велја немаме пари. Со Сашо Ордановски, да. Со Сашо Ордановски, комуналната такса е исклучително важна. Испаѓа дека тие се заробеници на комуналните такси на градењата. Ако плаќаме поголем данок на имот на веќе постојниот имот, тие ќе собираат повеќе пари, па ќе бидат многу по-комотни да, во издавањето на градежни дозволи и ќе прават многу повеќе зелени површини и паркинзи, што е рак рана на овој град. Добро, уште еднаш процентувам Лукаревска, Петрески и Гацов. Добро вечер за првиот гледач. Добро вечер, почитувачи. Повелете. Да, ве слушаме. Да. Сие од респект кон вашите гости во вечерашната емисија, одлична тема, меѓутоа кога се работи за даночниот систем во државата, во однос на даночните службеници, прво би кажал, наистина пофалби за директорката на управата за јавни приходи, меѓутоа сосема водителот Чоме во право кога би ги поставува прашањата во контекст следен. Значи, еден богат човек во Република Македонија, Северна Македонија, може да потроши 15.000 евра во годината и така натаму, но друг кој што има просечна плата или подпросечна плата ќе потроши многу помалку затоа што екзистенцијалните производи се на цена кој што може ја загрозуваат екзистенцијата. Ова е одлична мерка што ја спроведува владата во однос на граѓаните, затоа што го допира директно економскиот интерес, затоа што претходните патриоти мислеат само на сопствениот личен интерес. Ама во контекст на емисијава и на прашањата и на тоа што почитуваниот водител Чоме ви го поставува, зошто не се размислува за скалесто враќање на данокот, тој што ќе потроши во можност, оно има реална можност, проценета можност и реална, да речеме до 1000-1500 евра годишно, нему да му се вратат 18 или 19% од ДДВ-то. И така, значи на 115%. Мислам дека тој иновативен пристап ќе доведе до многу поголем успех. И да не се става сега во фокус дека граѓанинот ќе биде инспектор. Тоа е во ред. Меѓутоа, знаете што, тој е заинтересиран за собствениот джеб. Тоа што троши сака да му се врати. И државата тоа одлично, односно владата на Република Македонија тоа одлично го прави. Добро, ви благодарам многу. Ви благодарам многу. Пак го отвараме ова скалецата враќање, ама реакцијата ми изгледа прилично овака позитивна, афирмативна. Добро вечер за следниот гледач.
Ало, добро вечер. Повелете. Па би сакал да ги поздравам гостите и би сакал одма да прашам директорката на УИЕП. Зошто само ќе вршите поврат на ДДВ од фискални сметки, а не ги признавате фактурите за комуналните сметки кои имаат поголем, да не кажам, ДДВ? Земете една сметка за струја 3000 денари, има околу 600 денара ДДВ. Да, зашто тие не ги прифаќате? Одлично прашање. Повелете, Лукаревски. Благодарам. Значи, согласно Законот за регистрирање готовински плаќања, сите тие комунални и режиски трошоци одат преку фактури. Врз основа на тоа таму не гледаме. Ризикот исто така е огромен, дека некое правно лице за таа фактура ќе добие фискална сметка и истата ќе може да ја вкалкулира при одбивката на правото на ДДВ. Односно, кога ќе го врати ДДВ-то правното лице. И истата таа сметка може и некое физичко лице да земе да си ја скенира. Меѓутоа, самиот систем ќе го одбие. Сакајќи да се заштитиме и од вакви манипулации, а исто така следејќи го и началото кое што ни го кажува и Законот за регистрирање на готовински плаќања. Дека за тие комунали не се издаваат фискални сметки. Јас не гледам дека некој има добиено за електрична енергија. Буџет. Не се размислувале за модалитети, еве ова, како што викаме скалесто, тој што ќе приложи рекапитулар на годишните плаќања, од тоа да му вратите одредена сума. Размислувани се повеќе аспекти. Меѓутоа, стартот ќе биде овој. И ние ќе следиме при првото враќање на ДДВ-то во декември, кој што ќе биде, за првите 3 месеци, како ќе се одвива оваа цела постапка и на каков отпор или каков бенефит ќе имаат граѓаните. Добро. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете. Се јавуваме и го поздравуваме овој проект, но за негова реализација не се само потребни свеста на граѓаните и луѓето, него и на другите институции кои се врзани во врска за овој проект. Добро. На кои други институции, освен Па вака, ние се со кој раководи моето лице, да. Како правно лице гледано за да формираме една цена за еден производ во гостителството, треба да ги земиме сите предвид трошоци, да поставиме една цена. Таа цена, например, за едно кафе или еден сок би коштала 100 денари. Доколку нашиот колега, да речеме, ја продава за 90 денари и не издава фискална сметка, тогаш граѓанинот ќе оди таму ќе пие кафе и нема е потребен повраток на ДДВ. За да се реализира оваа мерка, потребно е сите други институции, од инспекцијата, луѓето дали се осигурани, дали се плаќаат кирија на државно земјиште и така натаму, да ги преземат сите мерки за да успее овој проект. Добро, ви благодарам многу. Јас сакам да ја прашам Лукаревска и другите. Овие комуналиите не. Меѓутоа се повеќе луѓето ги плаќаат здравствените услуги. Одиш приватно да се лечиш, таму има ДДВ и така, тоа нема да биде предмет на поврат. Ќе биде. Да? Да, ќе биде и тоа. Ме прашувате за купување лекови и така натаму. Не купување. Одам да се у приватна клиника да ме оперира на прати, плаќаш 4-5.000 евра. И за тоа исто ќе следува. 4-5.000 евра, не ли рековме дека до 30.000 денари. Да. Добро вечер, следниот гледач. Ало. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Ало. Господин Чомовски, фонија имате нека? Изгасете го телевизорот. Изгасење телевизорот. Ајде, повелете. Не слушам, телевизорот е целосно изгасен. Да. Оваа мерка, според она што беше најавено пред изборите, ќе биде една обична измама према граѓаните на Република Северна Македонија. Тоа што се ветуваше или нека го реализираат, или нека се тргнат од власт. Нека не продаваат валкани басми на луѓето. Ова е чиста лага. Каде се сите што ќе добиевме по 30.000 денари? Нека не е по 30. Нека секој семејство добие по 5.000 денари. Да знаеме дека владата го одржала зборот.
да престанат со вакви измами од и народот појќе преку нос му ја не може да трпи вакво нешто. Измама до измама. Секој ден се реди измама до измама. Овие финти веќе не минуваат кај никого. Добро и благодарам. Ако продолжите натаму, тоа ќе останеме на рамништо да се спориме со политички аргументации, наместо да ја коментираме мерката. Добро вечер, следниот гледач. Ало, добро вечер. Повелете. Во однос на новите... Чека да ја молам. Да ве прашам, дали сте упатени во... Дали ги прочитавте модалитетите и како можете да добиете поврат на ДДВ-то? Или 15% на мој ДДВ? Повелете. Ало, добро вечер. Ве слушам, да, вас ве прашував. Вака, јас имам едно прашање во врска со апликацијата. Добро. Дали ќе биде можно во ден дека се повеќе и повеќе се работи онлайн? Дали сите онлайн плаќања ќе бидат предмет на враќање на ДДВ со оглед на тоа дека нема да бидат издавани фискални сметки за тоа? Телефони и сите други работи. Се извинувам, јас се вклучив малку подоцна, ако е одговорено на ова прашање. Значи, во однос на онлайн плаќањето. Тоа се уште не е регулирано во законот. Тоа значи дека треба да го регулирате. Луѓето со право реагираат. Во ред знаеме 10% веќе е прометот преку... се оди онлайн. Да. Тоа е така, јасно ни е нас. А и генерално, целата политика на спречување на пеење на пари на оди, картички, пластика и онлайн. Токму затоа и беше направена измена на одреден дел од законите, да има помалку готовинско плаќање, се да оди повеќе преку картичка. И како ќе го решиме тоа? Например, платиш онлайн, а немаш ДДВ, немаш сметка фискална. Тоа е поентата, значи оваа апликација е исклучиво за фискалните сметки. За хартиената работа која што имаме, наместо ни се шутка во джебот, да можеме да си вратиме пари. Во делот на овие онлайн плаќања тоа е еден чекор плюс понатаму за кој што ќе треба дополнително да разговараме за да најдеме и таму модул електронски тоа како ќе го избалансираме. Сакам само, ако може да ми дозволите да дополнам, апликацијата, предизвикот на апликацијата е што постојат два мода. Не знам и господата дали се запознае. Значи, едниот мод е буквално за скенирање на фискалната сметка. Другиот мод представува на некој начин за сторните сметки, доколку кај некој физичко лице му се даде сторна сметка, до сега имавме даночно затајување. Од сега, самото овластено лице во правното лице кое што се има регистрирано на ЕПДД, еднаш како физичко лице, а другиот пат како управител во одредена фирма, односно полномошник на одредено правно лице, ќе треба да ја скенира и таа сторна сметка и врз основа на тоа да се избрише од самиот систем. И на тој начин се заштитуваме од даночно затајување. Затоа што имавме ние повеќе пресконференции во кои што известувавме дека енормно се зголемува од месец во месец бројката на сторни сметки. Тоа значи дека вие кога ќе одите некаде да купите нешто, не ја зимате со себе фискалната сметка и самиот продавач си ја зема, ја сторнира сметката и готово. Данокот е веќе отиден. И го празнавме буџетот на тој начин. Сега направивме измени во Законот за регистрирање на готовински плаќања, каде што сторна сметка ќе може да се издаде во рок, односно ќе може да се сторнира една сметка само во краток временски рок од 10 до 15 минути. Гацов и Петерски, првите детекции на граѓаните почнуваат дека ги разбираат овие работи. Што вие гледате уште можности од дубиози или дополнување на овој пакет? Посебно што вие го рекоте за комплексот на фискалната политика друга. Тоа подразбира дека не само со алатката, него треба и на терен да ги има овие инспекцијски органи. И тоа ми се допадна од последниот гледач што спомна дека треба да се даде шанса и на дигиталното плаќање да има можност за поврат. Тоа е веќе надградба на опцијата и мислам дека пошто тоа плаќање се повеќе ќе доминира, треба да се дадат шанси за такво нешто. Јас не знам дали во овој кажавме дека ваква мерка своевремено направи Турција. Значи Турција имаше мерка за поврат на ДДВ, меѓутоа не беше дигитално времето. Собира во кеси ги носеа во управата, па службеници буквално со стресови ги собира на Дигитрон, па со враќање и така натаму. Сега е дигитално време и ова е одлична шанса државата она што го ветила да го реализира. Јас мислам дека оваа мерка треба да биде пропратена со сет на други мерки кои што ќе зададат дефинитивно сериозен удар на сивата економија.
То не е толку во делот на управата за јавни приходи, колку што е во пазарниот инспекторат, трудовиот инспекторат и така натаму. Се даде шанса, еве не ни е тема, меѓутоа е донесен закон за практиканство. Идеална шанса за иницирање на можност за вработување на млади лица. Болка на општество е невработеноста кај младите. Таа е значително со повисока стапка во однос на 17,4 стапка на невработеност и тука може би треба и вие новинари повеќе да афирмирате, а се разбира и Министерството за труд и социјална политика, односно влада, дека пред да добијат шанса да бидат конечно вработени, треба да ги научат сите позиции и можности тоа како да бидат корисни работници во предпријатието во период од 3, односно од 1 па се до 6 месеци за соодветен надомест. Државата тука се откажа од дел од придонесите, значи со само стапка од 4,5% ќе се плаќаат придонеси, разбира и персонален данок на доход, што е извонредна можност за овие млади луѓе. Јас ја злоупотребив темата, меѓутоа мислам дека е одлично да се знае. Професоре, вие како ќе реагирате на првите овие сугестии на граѓани? Што уште не достига да не излегуваат сега недоречености или евентуално дубиози, како обично велите? Видете, јас оној потенцијал кој што го препознав кај мерката и го афирмирав и на самиот почеток од оваа дискусија е токму во делот на сивата економија и тука нема дилема дека таа ќе врши одредено позитивно влијание. Колкаво ќе биде, бидејќи сега немаме индикација дадена од страна на властите, не можам ни јас да дадам некоја проценка, останува да видиме, значи дали тој позитивен ефект на прибирање повеќе данок во случајов на додадена вредност ќе ги надминат трошоците на мерката, рековме проценти на околу 50 милиони евра. И тука ќе поврзам со она што го спомнавте кога зборувавме за буџетот. Значи, само ако се гледа на ваков начин, ефектот врз буџетот ќе биде нула, бидејќи очекуваме одреден прилив од сузбивањето на сивата економија за сметка на тоа исплаќаме, односно враќаме кон граѓаните и тогаш тоа ќе биде оправдано. Ама сега како што и господинот Гацов отиде во една друга насока и јас сакам во друга насока да отидам. Премногу мислам дека сега се задржавме не вечерва, него генерално во дебатата во последниве 2-3 години на приходната страна. Време е повеќе да зборуваме на расходната страна. Што се случува? Еве ова ќе биде еден расход. Што се случува со другите расходи? Значи, фискалната консолидација подразбира да го намалите дефицитот или да прибирате повеќе или да трошите помалку, ама подразбира и да трошите порационално. И спомнавме во еден момент даноците на имот кои што беа во една трибина третирани од страна на министерот за финанси и некако коинцидентно тоа дента се совпадна со информации дека одредени градоначалници се луксузираат со коли. Значи министерот џабе ке зборува за приходната страна како да ја полни, вклучително и со повисоки даноци, за тоа да губи политички поени, ако на расходната страна имаме такво да употребам груб збор, распашано трошење. Виновна е владата која со трансферот на 50 милиони евра за да ги покрие добиозите на претходните градоначалници им даде флексибилен однос. Апсолутно, тоа е морален хазард, знаете, се одлучи владата на тој потек, не знам како е генерално оценет тој потек, мислам дека повеќе преовладува таа негативна реторика која што вели дека ако стално ги покриваме тие дубиози како што викате вие, тогаш ќе очекува секој следен градоначалник владата да ги покрива тие дубиози и повторно тоа се сврзува со квалитетот на трошењето. Мислам дека мора позначено да се занимаваме со квалитетот на трошењето. Како поефикасно да го трошиме секој денар кој што е на крајот на денот денар на граѓаните. Еве реакција на Човски да зацелам уште малку мерка. Да, може. Значи, освен што по основ на ДДВ ќе биде зголемен приливот од страната на јавните приходи, да не забораваме дека издавањето на фискални сметки значи и поголем приход за продавачите. Поголемиот приход, бидејќи ќе зборувам за легален приход, ќе значи поголем финансиски резултат. Поголемиот финансиски резултат за државата значи поголема основа за означување со данок на добивка. Веднаш ефектот е мултиплициран кај данокот на добивка. За првите 5-6 месеци не е сјајна само позицијата на данокот на добивка од познати причини, не сакам да коментирам за таа работа. Понатаму, за да исплатите дивиденда, бидејќи имате приход,
вие треба сега да платите 15% данок на дивиденда, што е нова мултипликација од ова иницијална мерка. Затоа е исклучително важна оваа прва мерка. Таа дава ефекти на 4-5 пункта, кои што значат дополнителна можност на државата да остварува приходи во буџетот, што Добро. се разбира да треба да го имат во предите граѓани. Калевска, мислам дека уште еден наш гледач Михаил се јави, повторно ја враќа темата зошто нема да има поврат на сметките на водовод, струја, парно, телеком, лекови и кафеани. За кафеани знам дека ќе има, за овие другите нешто објасни. И за лекови ќе има, точно така. Кажавме дека тие согласно законот за регистрирање готовински плаќања нема обврска да се издаваат фискални сметки, туку таму одат фактури. Добро вечер, следниот гледач. Добро вечер. Повелете. Ја поздравам генерално мерката, сметам дека е позитивна. Повеќе ме интересира како ќе се спречат одредени дубиози. Во смисол одредена, еве да кажеме, касиерка во супермаркет кој издава фискални сметки, на крајот на денот да има 200-300 сметки кои не се подигнати. Тој промет да го пријави како и свој. Или што доколку еден келнер во ресторан пред да ми ја предаде фискалната сметка, ја скенира на својот телефон. Ке има ли некакви кросчекови тука проверки? Како ќе се спречи туѓ промет да се пријави како свој? Ви благодарам. Ви благодарам и вам. Благодарам на прашањето. Доколку еднаш ја скенирате фискалната сметка и оставите негде на маса и дојде некој друг ја земе, проба да ја скенира. Самата апликација му најавува дека веќе таа е скенирана и е неважечка од во самата апликација. Да. Ќе има можност преку оваа апликација Мој ДДВ да секој граѓанин си види преку извештај колку има до сега скенирано сметки и колку промет има остварено за да му се врати. Ова дигитализација ви одам признание, одлично ја реализирате со прилично добра динамика, зашто пријавувањето беше ноќна мора пред 3-4 години со редиците и сега. Добро вечер за следниот гледач. Ало? Добро вечер. Повелете. Ја поздравувам емисијата, идејата е добра. Меѓутоа вака, замолувам господјата нека појди во село Велешта, Стручко, каде што има едно 5 плацови за продажба на стари и нови автоделови, да види каква фискална сметка ќе добие. И јас ќе одам со неја. И ние би дошли. Таа е стара теза, која е на границата на политички етницизам, не одите во Западна Македонија, албанците кријат и така натаму, и тоа е она што иритира во целиот дел. Меѓутоа, јас знам дека и во Источна Македонија исто да го прават. Така што не е прашањето на територијалност, туку прашањето на ефикасноста, колку ги сузбивате даношните затојувања. Статистиката друго кажува. Статистиката кажува дека буквално секое населено место низ државата го имаме поминато. И секаде одиме, заедно со други институции, согласно наши некои согледувања и така натаму. Перцепцијата на јавноста е таа дека не одиме таму, меѓутоа не треба ние да направиме бомбастичен настан некој, гледате што се случува, одиме ние сега на терен тука во тој град, во тој град, во тој град. Сепак сакаме да го заштитиме и кредибилитетот на даночните обврзници. Добро, супер. Добро вечер. Ало? Добро вечер. Ало? Да, повелете. Добро вечер до сите. Ве поздравувам. Сакам јас едно прашање да поставам кон директорката до УЈП. Со сторно сметките, таа нешто спомна, меѓутоа вртев кон броевиве и убаво не разбрав. Еве ние како граѓани имаме според закон можеме ако купиме нешто во рок од 2 недели да го вратиме тоа. И сме си ја скенирале сметката, сме испратиле и сега што се случува во продавница кој ќе идеме да вратиме робата? Интересна ситуација. Да речеме после 10 дена. Добро. Благодарам на прашањето. Значи, одите во некој дуќан, бутик да речеме, земате фискална сметка, ја скенирате, меѓутоа после 2 недели вие утврдувате дека робата не е во ред. Ја враќате назад, тоа што го зборував и претходно. Продавачот преку својата апликација, како полномошник на правното лице,
кој што е регистриран веќе во тој систем ЕПДД, ја скенира сторната сметка и врз основа на тоа се прави поништување. Тоа се поништува и новата сметка што ќе добиеме. Бидејќи ќе сака да ја врати робата, сакам да кажам, ако се случи тоа, ако ја направи замена, таа сметка ќе си остане валидна, ќе постои во апликацијата. Меѓутоа, ако сака да ја сторнира, бидејќи сака да ја врати робата назад, во тој случај мора да се направи поништување кое што ќе го евидентира апликацијата. А врз основа на сето тоа, ние ќе имаме на некој начин соодействување на оние сметки што се сторни и на оние сметки кои што се валидни во апликацијата. За да не постојат одредени дубиози на картици, кај правни лица, кај физички лица и така натаму. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Имам две прашања. Поздрав до сите првин, убава идејата. Вака, дали цело време зборувате за максималниот износ од 500 евра во годината? Дали некој ако и помалце потроши, од 100 евра, од 200 евра, и тие ќе бидат вратени? И второто прашање ми е, не е предлог, не прашање, туку предлог, сугестија, многу подобро би било со картичка која се плаќа, таа е регистрирана на моје име, само јас го плаќам. Тогаш нема да има ни скенирање, УЈП има увид во тие картички што плаќаме сега све со нив. Не знам дали ме разбравте. Ја ве разбрав, ама тоа не знам како оперативно ќе го изведе УЈП. Повелете. Ви благодарам. Ви благодарам. Благодарам. Тенденцијата, да, и на владата, и на Министерството за финансии, што повеќе да користиме картички. Меѓутоа има одредени лица кои што некој пат ќе ја заборават картичката, па ќе мора да платат во кеш. Тогаш таа фискална сметка, таа што треба да се скенира. Ова се опции и модалитети кои што сугестии и позитивни критики кои што навистина после извесно време од спроведување на оваа реформа може да ги вклучиме во измена на законот. Да си безицирам после 3 месеци овде да им дадете објаснување на гледачите и на вашите даношни врзници. Дали има уште некој гледач, зашто имам една тема која е нашна професор Петерска, многу сакам на таа тема да ја боцкам владата со низиниот комодитет и луксузирање од министри до возење, до трошење и така натаму. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Јас би ве прашал картички. Картички по возрастните луѓе, по старите луѓе ни картички, ни електронски и ништо нема. Не знам тоа како би било. Никогаш нема сивата економија да се намали, само ќе се зголемува. Само ќе се зголемува. Нема шанси да се намали. Добро, благодарам многу. Директорке, како старите луѓе да си го повратат ДДВ? Предполагам старите кои малку потешко ќе аплицираат и ги... Значи, старите луѓе ќе го повратат своето ДДВ со помош на нивните внуци и деца и со помош на вработените во управата за јавни приходи. Многу сака да се. Ем да бидам пазарен инспектор, ем да ми пополнува внуците апликации, па не е баш тоа фер однос. Се е фер доколку треба да вратиме пари кај граѓаните. Сепак да се обидеме. Навистина ни стојат на располагање лепеза на процеси кои што ќе им помогнат на граѓаните да се регистрираат во системот ЕПДД и врз основа на тоа да си ги вратат парите назад. Добро, еве, мислам дека Цеца би можела да биде нашата гледачка задоволна. И последниот наш гледач, добро вечер. Ајде, слушам глас, уште да ве приклучам кон нас. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Гледате, жениве дека се повеќе вода сметка за семените буџети. Само никогаш толку жени гледачи не сум имал во граѓанскиот форум. Литературата не е Да. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Па сметам дека меркава ви е чисто популистичка, заради тоа што вие не правите никаков стимул на граѓаните да го враќаат ДДВ-то. Од кој аспект? Од аспект на тоа што доколку го стимулирате користењето на картичките, како што рече една гледачка претходно, вие ги гледате нашите сметки.
како што направите пресметка на нашите плати и придонеси, тоа е страната должи, господин Павле знае, во банкарските сметки, така ќе ги гледате и страната побарува. Доколку страната побарува е исполнета со сметки од Кам Маркет, од Тинекс, од други потрошувачки објекти, таму се знае која е сумата и колку е вклучено ДДВ-то во него. И точно колку треба да се врати на граѓанин. Односно, еве, нека има и некоја горна граница. Фискални сметки би требало да се доставуваат само за парите подигнати на банкомат. Она што вие пред малку го рековте, дека некој некогаш и ќе ја заборави сметката. Ова, картичката. Значи, тоа е многу поедноставно од се ова друго што го правите, и апликации, и скенирање на стари луѓе по комбиња и сите тие работи, и многу поизводливо, и многу по-фер, затоа што во тој случај ќе влезат во опција и фактурите и све друго. Добро, Значи, ама ако ја добро го разбирам на фактурата која е регистрирана или од земени пари од тековната, не стои дали сме платиле 5 на 100, 15 на 100 ДДВ, како тоа ќе се и селектира? Или од купната сума? Нека биде дополнување. Меѓутоа, дека они знаат каде ние ги трошиме парите, знаат. А со тоа само ќе се стимулира користењето на картичка и прегледот на целата потрошувачка. Не, они не знаат каде ги трошиме, они знаат. Не, они знаат каде ни се приливите. Кои приходи ги има остварено физичкото лице. А не сме да располага со податоци како ги трошиме и што ги трошиме. Одговорите, молам, Лукарес. Мислам, на иста линија сме со тоа што вие го кажавте. Податоците кои што ги добивме за предпополнетата годишна даночна пријава беа врз основа на сите оние приходи кои што секое физичко лице ги има остварено во текот на една година. Го сменивме законот и исплатувачот не ги пушташе тие приходи на крајот на годината, туку, например, ако се прави тоа на месечно ниво, секој месец, со тоа го покачивме и персоналниот данок на доход, што беше евидентно во делот на наплатата. Имаше многу реакции затоа што се проширија лажни вести дека ние ќе гледаме кој кај троши. Нас најмалку тоа не интересира. Податоците од банки, податоците од фондовите се сведуваа исклучиво на приливите кои што ги има одредено физичко лице. Затоа имаме и малку корекции од 700.000 граѓани регистрирани на ЕПДД. Имаме само корекции направени на 17.278 предпополнети пријави. Еве да иземеме мал дел дека некој заборавил во дадениот законски рок да направи потврда или корекција на ГДП пријавата, што го сметаме за доста успешен проект. И самата апликација беше доста јасна и соодветно и ефикасен резултат даде на крај. Знам, како што кажав и претходно, дека има различни нијанси и секој различно ги доживува овие работи во делот на апликацијата, на самата реформа, на самиот проект. Меѓутоа, сега да се насочиме кон овие постулати кои што се поставени во ова законско решение. А понатаму сето тоа може да се шири и да биде многу полеснително за сите. Добро, поштовани гледачи, мислам дека уште ќе има веројатно нејасноти. Предполагам дека нивните телефони сервисни се отворени, можете да ги прашувате. Сега малку за еден по обемен сет на прашања кои се врзани со макроекономската политика, а тоа е ова што го отвори професорот Маријан Петрески, а тоа е приходната и расходната страна, која обично велиме расходната страна, ние се покажува дека и натаму сме прилично вака издашни во потрошувачката на буџетските приходи и така натаму. Што вие мислите дека треба да се направи да се малку соземеме во однос на целиот комплекс на прашање околу фискалните приходи и расходи? Па добро, значи споредено со периодот порано, сега пристапот кој што го, да речем, пропагира Министерството за финансии е фискална консолидација. И тоа вака првично гледано е во ред како пристап, затоа што и буџетскиот дефицит беше редуциран постепено и тоа престана да врши толку голем притисок врз јавниот долг како што
вршеше претходно, па сега имаме и таму некоја стабилизација. Меѓутоа има два аспекти од кои што еден веќе го спомнав, а се однесува на структурата на трошењата. Значи јас може би делумно би се сложил со вас дека тоа е, да речеме, мегаломанско и така натаму, повеќе би се задржал на структурата на трошењата. Значи до сега нема било каков напор, барем јас не гледам напор од владата да повеќе навлеземе во структурата на трошењата и да видиме зашто трошиме. Ако учебник за основно образование, кој што реално чини 200 денари, државата трошела за него 500 денари, зошто е тоа така? И како да се дојде до неговата реална цена на чинење, бидејќи тоа ќе ослободи средства кои што ќе може да се насочат на друго место кај што има потреба. Значи, мислам дека е неопходен таков процес за секој денар кој што се прибира од граѓаните преку приходната страна која што доминираше во дебатата вечерва, ние да видиме како и зашто го трошиме и како да го потрошиме што попродуктивно и поефикасно. Вториот дел на фискалната консолидација се однесува на капиталните инвестиции. Значи, тема која што беше прилично присутна во јавноста, може би сега не е толку веќе интересна да ја отвараме, меѓутоа фискална консолидација која што е спроведена врз основа на кратење не кратење, него подреализација на капиталните инвестиции не е добра фискална консолидација. Значи, таму имаме сега последната бројка може би ја имаме и за мај, но претходно беше околу 10... 4,5 до 15 беше во... Може би во првите 3 месеци, околу 10, може би со мај ќе биде нешто над, меѓутоа видете, мај веќе е скоро пола година, требало да бидат скоро 50. А ние зборуваме сега за 10, или дали е 10-12 не менува. Така што мислам дека во тој дел мора да ја насочуваме дебатата и владата повеќе да се отвора за дискусија во тој дел, како што се отвори во други сегменти. Ова метлава ги растрча министерот и ресорниот директор по патиштава за капитални инвестиции и другите. Која метла? Јас се уште не ја гледам. Ама тоа е политика, сега се вратиме на економија. Не постои влада што не сака комоција. Немало влада во минато ниту наша, па ниту светска влада што не сака комоција, да не допирате во расходите како никое автономно право. Таква е наша влада, да немаме илузија. Треба контрола. Кој може да води контрола над расходите? Државниот завод за ревизија? Маргинално, недоволно. Нема капацитети. Граѓаните не можат, немаат тело, немаат компетенција. Владата во програмата спомна фискален совет. Ете, тоа никој од тогаш не го ниту споменува. Фискалниот совет е компетентно тело што токму може во ваков контекст да дава, да кажам, идеи, иницијативи, да сугерира каде треба да се реструктурира, да се притисне, каде да се олабави и така натаму. Јас дури очекувам, можеби сум преоптимист, меѓутоа и председателот на државата може да го смени својот однос кон владата, не да ја критикува, него со некакво тело, јас и во некоја друга кај вас бев кога спомнав таква опција, на економисти, се разбира за други теми и други компетенции да активира, да ги искористи во насока да дава иницијативи, тој нема ингеренции, се разбира во тој контекст, и тоа да дава иницијативи кои што владата, ако не друго, ќе мора да ги слушне. А слушањето веќе значи опција, односно притисок за реализација. Знаете како ќе тргнете од аспект, например, на националната безбедност, на стабилноста на државата, прашањето на сет на мерки, антикорупцијски, трошење на буџетот, загрозување на регуларноста на пазарните услови, може да биде и тоа составен дел на неговиот совет за национална безбедност или политика. Значи да не очекуваме пасивност. Јас, нашиот председател е, мислам, времето му иницијално... Што стана со овој стварно фискалниот совет? Сте упатени на некаква дебата? Во надлежност на Министерството за финансии и на владата, да не шпекулирам со можев и да очекувам така информации. А во однос на прашање околу фискалната рамнотежа? Јас можам да кажам една новина која што ја воведе владата и што мислам дека треба да си ја признаеме. Ние сега прв пат гледаме колку трошат министрите, колку трошат функционерите. Претходно тоа не можеме да го гледаме. Таква транспарентност немало, затоа има и посебно министерство нели за транспарентност и отчетност. И сето тоа создава една слика дека навистина домакински се сака да се работи.
Времето ќе покаже дека навистина сме во право и повторно ќе кажем, еве во делот и на Меркава, да се вратам пак назад на Меркава. Некои од гледачите зборуваа популистичка. Ние до пред известно време бевме научени дека се е популизам. И така и се прифатија работите. Сега една ваква реална мерка која што ќе им даде на граѓаните плюс пари, плюс буџет дома, ја сваќаме како еден вид популизам. Не, популизмот има и друга димензија, тоа е народност. Значи, водите сметка за граѓаните из ова. Од тој аспект, таа популистичка во однос на отсуство на можеби други сет мерки на социјалната политика, меѓутоа пак да ве бранам. Ова е реална мерка. Добро. Има една работа која јас сакам да ја отвориме тука, тука се и други. Дали не ви се чини дека сето што го отворивте на така наречени социјални донации, социјална помош 300% зголемена, другите сетови на финансиски инфузии, не одат на или стимулација за обработување, отсуство на плаќање на придонеси и така натаму, не одат на во правец на државни јасли, на државни интервенционизм? Не. Не? Сметам дека е една новина и сметам дека навистина имаше одличен оттек баш кај таа категорија на граѓани. Професор? Еве ќе ви одговорам јас, значи во делот на социјалата за кој што зборувате, мислам дека тоа повторно ќе го врзам со дебатата за прогресивниот данок, каде што се зборуваше долго време во дебатата зашто ќе се потрошат вишок од собрани пари од прогресивното даночување, и тоа е една, да речеме, придобивка од таа дебата што ја прифати самата влада, што јас го поздрави во повеќе наврати. Почна барем вака наративно да ги поврзува вишок од собрани средства за финансирање на реформата на системот на социјална помош, и тоа е добро. Кажа и господинот Гацов дека тоа беа закони кои што поминаа пред непол месец дена во собранието. Ние пред година и пол, можеби две, работевме студија на таа тема, бидејќи она што го препознавам во вашето прашање е всушност дали толкава помош која што се канализира кон тие луѓе кои што имаат потреба, всушност нема да предизвика нивна деактивација од пазарот на труд. Да речат, зошто јас да работам за минимална плата од 12.500 кога ќе земам 11.500 социјална помош од државата, и тоа е легитимно прашање. Во таа студија беа позитивни наодите дека таква тенденција или ќе нема или ќе биде многу мала, меѓутоа во практичната имплементација мислам дека е клучот на оваа реформа, а тоа е по конкретно кажано делот на поврзување на тие исплати, на доделувањето на социјалната помош со вработувањето. Значи, центрите за социјална помош да работат заедно со центрите за вработување, и тогаш кога некој кој што е примател на социјална помош, а кој што е работоспособен, кога ќе одбие да прифати работа која што државата му ја нуди преку центрите за вработување, тогаш да му се повлече помошта. Значи, пред неколку години тоа не се правеше, иако законот тоа го предвидува. Не се правеше од популистички цели, за што дискутиравме во друг контекст. Влада која што ќе смогне сили тоа да го направи, мислам дека ќе биде на прав пат во тој дел на социјална помош, бидејќи така ќе ја руши таа, да кажам, зацврстување на таа спрега да бидете зависни од државните јасли. Добро, еве, поштовани гледачи, прилike би trebalo веќе да завршуваме. Уште само една реакција од нашите гледачи преку социјалните мрежи. Катица. Како ќе се враќаат од фискални и медицински услуги кога тие услуги нема ДДВ? Не го разбирам. Има медицински услуги кои нема ДДВ? Значи, секоја фискална сметка постои 5% ДДВ или 18% ДДВ. Тие сметки ќе бидат скенирани во апликацијата. Се останато не важи. Добро. Имам едно ветување од директорката Лукарска, дека после 3 месеци заедно ќе дојдеме да ги видиме ефектите на даночните бенефити и на мојот данок, мојот, вашиот и нашиот данок. А професор Петревски и Гацов веројатно уште многу пати ќе бидат овде присутни, бидејќи допора ќе треба да разговараме после составувањето на новиот кабинет, дали Заев
и ова нова влада ќе се вратат кон економските приоритети или натаму ќе збудуваме кога датум, каков датум и така натаму. Ви благодарам уште еднаш на учеството. Јуначки издржавте во овие топли услови и со топли мои поздрави да се разделиме и од нашите гледачи. Поштовани гледачи, ви благодарам за вниманието. Еве, јас направив толку, ја донесов директорката, тоа што можете да прашате и го пренесов. Неа особено благодарам затоа што има трпение да одговара во детали, а моите препознатливи гости и натаму се трпеливи кон вас со политичките и економските анализи. Пријатна вечер.